Среда, 2 октомври, кратки вести во 12 часот. Има напредок во реализацијата на автопатот од Кичево до Охрид. Секојдневно се работи, очекувам првата половина од автопатот од селото Арбиново до Охрид, со исклучок на мал дел кај село Ботун, да биде пуштена во употреба до мај следната година, истакна премиерот Христијан Мицкоски. Посочи дека до крајот на 2026 година делницата целосно ќе биде пуштена во употреба. Наследивме катаклизмична состојба со инфраструктурните проекти, но имаме јасен план како да се реализираат, рече Мицкоски. Младиот охриѓанец Мухамед Максут Муки, откако собра повеќе од потребните донации за неговиот медицински зафат, остатокот го донираше за лекување на друго дете. Мухамед треба да оди на трансплантација на бубрек. Тој имал ретка болест на бубрезите, а донор ке била неговата мајка. Остатокот од собраните средства решил да ги редонира за 10-годишната Јована Ѓоргиева, која боледува од ретката болест Вест синдром. Со својот гест Мухамед покажа дека солидарноста нема граници, но исто така им даде примери на останатите лица кои се нашле во слична состојба, лекувањето да им зависи од хуманоста на народот, да ја покажат својата големина. 5 боксери од охридскиот клуб Алекс Огненовски ќе учествуваат на Open Balkan Cup, што на 12 октомври ќе се одржи во Лозница, Србија. Боите на градот и клубот ќе ги бранат Наум Стојановски, Христијан Стојановски, Михаел Аврамовски, Петар Трајчевски и Лука Гроздановски. Младиот боксер од Охрид Наум Стојановски пак ќе настапи и на светското младинско првенство, што од 20 октомври до 4 ноември ќе се одржи во Будва. Времето денес сончево со мала локална облачност, дува умерен југоисточен ветер, максималната температура во Охрид до 21 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.